Почитувани присутни, почитувани медиуми. Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија број 5/02 и Службен вестник на Република Македонија број 202/24, член 15 од Статутот на општина Росман и член 58 став 1 од Деловникот на Совет на општина Росман, Службен гласник на општина Росман број 7/06, како председател на Совет на општина Росман донесувам решение за свикување на 12-та седница на Совет на општина Росман. Ја свикувам 12-та седница на Совет на општина Росман на ден 28.5.2026 година, четврток, со почеток во 10 часот. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Совет на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да го ставам записникот од 10-та седница на Совет на општина Росман, одржана на 29.4.2026 година, среда на гласање. Дали некој бара збор во однос на записникот? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Записник од 11-та воредна седница на Совет на општина Росман, одржана на 7.5.2026 година, четврток. Дали некој бара збор во однос на овој записник? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Дневниот ред гласи извештај од Комисија за финансии и буџет од одржаната седница на ден 19.5.2026 година. Прва точка, предлог измени и на дополнување на буџет на општина Росман за 2026 година, прв ребаланс. Втора точка, разгледување на барања од физички и правни лица. Трета точка, измена на годишен план за вработување на општина Росман за 2026 година. Четврта точка, предлог програма за измена на програма за обележување на манифестацијата Духовен фест Праскобер 2026 година. Пета точка, предлог програма за дополна на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2026 година. Точка 5.1 иницијатива број 12454/1 од 11.5.2026 година за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план со намена Г2.2 лесна фармацевска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалаци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други на КП број 1016/1, КП број 1223/2 и КП број 1223/3, КО Паликура. Општина Росман поднесува од страна на Друштво на производство, трговија и услуги Deep Frozen извоз-увоз дојелка Вадарци. 5.2 иницијатива број 12484/1 од 19.5.2026 година за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изградба на базна станица за мобилна телефонија БТЦ Сирково и линиска инфраструктура со чинето од пристапен пат среднонапонски 10-20 кВт вод и нисконапонски 0,4 кВт вод, како и столна трафостаница 10-20 0,4 кВт потребна за снабдување на електрична енергија на базна станица со намена Е18 инфраструктури за пренос на електрична енергија на КП број 2062/1, КП број 2077 и КП број 2404/1, КО Сирко, општина Росман, поднесен од Македонски телеком АД Скопје. Шеста точка, извештај квартален за финансиско работење на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепака Вадарци број 02-105/2 од 28.4.2026 година. Дали некој бара измени и на дополнување на дневниот ред? Барање од граначалникот и од општинската администрација дополнување на точка број 7, општински енергетски план за 2027 на општина Росман, согласно добиена согласност од Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Законскиот рок е до крајот на месецот да се донесе овој општински енергетски план. Подетално во точката ќе образложат од администрацијата. Ви благодарам. Дали друг бара збор во однос на дополнување на дневниот ред?
Доколку никој не бара збор, предлогот на градоначалникот да го ставиме на усвојување Општински енергетски план за 2027 година. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Оваквиот проширен состав на дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Извешće од Комисија за финансии и буџет одржано од седница на 19.5.2026 година. Го повикам председател да го прочита извештајот. Почитуваме градоначалник, почитуваме председатели, советници, билни. За основа на член 44 од статутот на општина Росома и член 123 од деловникот на Совет на општина Росома, службен гласник на општина Росома број 7/06, Комисијата за финансии и буџет од државната седница на ден 19.5.2026 година до Совет на општина Росома го доставува следниот извештај. На седницата присуствува председателот на Комисијата за финансии и буџет Оливер Петров и членовите на Комисијата Весна Јаневска, Јовица Стојановиќ, Јовица Стошич и Владко Трајков. Представник од Деленијето за финансии и буџет Бранка Филипова и градоначалник на општина Росома Ѓорѓи Крстевски. Седницата се одржува во просториите на општина Росома со почеток во 14 часот и 10 минути. Дневниот ред беше со следнивите точки: измена и дополнување на буџетот на општина Росома за 2026 година, прв ребаланс и разгледување на барања од физички и правни лица. По однос на првата точка од дневниот ред, измени и дополнување на буџетот на општина Росома за 2026 година, прв ребаланс, градоначалникот и представникот од Деленијето за финансии и буџет Бранка Филипова дадоа објаснување за направени измени во буџетот на општина Росома на колонта 425.310 правни услуги, колонта 427.110 привремени вработувања, програма ЈК0 јавна чистота, програма Н0 урбана опрема, програма КА0 културни манифестации и творештво и остаток од средствата се пренесени во капитални расходи. Во делот на оваа точка се дискутираше и за поставената урбана опрема на парковите на територијата на општина Росома, степенот на уништрување на истата и идеи за поставување на камери на истите. При гласањето двајца од советниците поддржаа ребалансот, тројца беа воздржани. На седницата беа разгледувани поднесени барања од физички и правни лица. По однос на барањето за одобрување на финансиски средства број 08/419/1 од 27.4.2026 година, поднесено од Македонската православна црква Охридска архиепископија по Вардарска православна епархија, црква Свети Атанасиј Неготино, со кое се бара одобрување на финансиски средства во износ од 150.000 за црквата Свети Никола во село Паликура, кои ќе бидат наменети за бетонирање и уредување на дворот за поставување на бетон коцки. Представникот од Деленијето за финансии и буџет Бранка Филипова напомена законот од кој се врши исплатата на средствата, што се исплаќа од средното и колку средства се потрошени од истото конто досега. По разгледување на барањето и одржаната расправа, комисијата со 5 гласа за зададен став кој предлага поднесените барања делно да се углажи и да се одобрат финансиски средства во износ од 60.000 денари. Точка 2. По однос на второто барање за донација, односно спонзорство за одржување на 6-тиот меморијален турнир Сашко Гелов Шулц со број 08/459/1 од 12.5.2026 година, поднесено од спортско здружение Сашко Гелов Шулц, комисијата со 5 гласа за го поддржа предлогот за одобрување на финансиски средства во износ од 100.000 денари. Точка 2.3. По однос на барањето за финансиска поддршка со број 03/453/1 од 11.5.2026 година, поднесено од Виолета Ангеловска од Росома, со кое се бара еднократна финансиска помош во доменот на можностите на општината за подмирување на обврските околу сместување и престојот во дом на нејзиниот брат Дончо Настов, кој е лице со посебни потреби, комисијата за разгледување на барањето со 5 гласа за даде предлог за одобрување на финансиски средства во износ од 20.000 денари. 2.4.
Во однос на барањето број 08/429/7 од 4.5.2026 година, поднесено од Ангелов Јордан од РОСМ, со кое се бара еднократна финансиска помош, парична помош за долготрајно лекување, комисијата со 5 гласа за даде предлог за одобрување на финансиски средства во изnos од 20.000 денари. Комисијата предлага Советот да го разгледа оставениот извештај и да ги прифати предлозите дадени од страна на комисијата. Благодарам на вниманието. Прва точка. Предлог измени и дополнување на буџет на општина Росман за 2026 година. Прв ребаланс. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Повели колега Јовица. Поштовани председател, поштовани началник, поштовани медиуми, поштовани советници, колеги. Имам тука 3 ставки, што ми се рекол ми бодат у очи. Договорни услуги од 1.457.000 на 2.357.000, скоро плюс 900.000 денара. Други договорни услуги од 880.000 на 980.000 денара. За кој втора? Други договорни услуги. Колку збор? И предвремени вработувања од 1.260.000 на 2.760.000 денара. Ова е важно прашање за Советот и за јавноста. Предвремените вработувања, особено пред ребаланс, се неодговорни. Треба да се вработува после ребалансот. И тоа отвора прашање и одговорност на секој денар на граѓаните. Тука имаме минус од 1,5 милион денара, што може да се пренаменат во други ставки. Не поддржувам да се прават нови вработувања пред да има јасен финансиски баланс. Ние советниците од СДСМ сметаме дека ребалансот не е во интерес на граѓаните и затоа нема да го гласаме. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Почитувани советници, почитуван председател на Совет, советниче Јовица, во однос на првото прашање, договорни услуги плюс 900.000. Може треба да прашате на жена која што ви идеше координаторка тука, какво должиме кон нејзиниот сопруг адвокат. Околу 760.000 денара неисплатени адвокатски услуги од страна на општина Росоман за годините 2023, 2024 и 2025. Нели се управни? Тоа се ставките кои што треба да ги исплатиме. Тоа се во подставката договорни услуги за кои што добиме тужбено барање и истото се направи спогодба да истото биде исплатено на 3 рати по некоја сума од 280.000 денара. Првата рата исплатиме и мораше да предвидиме во ребалансот за да можеме да го изчистиме во наредните 2 месеци. Нема да кажуваме миња. Во однос на други договорни услуги, тука спаѓат исплатите на луѓето кои што работат од кавадарци за нас, тоа се во делот на градежно земјиште, во делот на одобрение за градба, од таму ги исплаќаме, исто и таму има за останато. Мислам дека моментално сме стигнати до некаде јули-август 2025 година со исплата на договорните услуги. Веќе една година кон нив имаме неисплатени обврски и да не оставиме општината во некој посебен ризик да останеме без тие кадри таму, иако користиме доста, користиме четворица за градежно земјиште. Моментално имаме кои што полагат од нашата општина, односно веќе имат и положено испит за градежно земјиште и полека ќе можеме да ги преземиме тие обврски, особено во делот на градежно земјиште, додека за жал не поседуваме градежници кои што ќе можат да издаваат одобрение за градба, ќе мораме да продолжиме да ги користиме услугите, исто така и на урбанисти. За жал немаме таков кадар, не само што немаме вработено, туку и не ни има на нашата територија на општина Росома. Во делот на привремени вработувања не се планира зголемување на привремените вработувања, туку овие средства или ќе се искористат, а најверојатно нема да се искористат, затоа што истите луѓе кои што одат моментално, тоа се тројца преку агенција за привремени вработувања, се надевам дека веќе ќе бидат вработени од тие средства ќе останат.
може да прашти директорката на градинката, таму соочуваме со еден проблем, додека да добиеме согласности за хигиеничар, таму соочуваме со проблем, најверојатно едниот хигиеничар ќе оде во пензија, има најава, додека уште една која што е хигиеничарка вработена таму, веќе во поодминати години и нема да може да ги обавува сите дејности во делот на градинката, ќе гледаме тука да помогнеме заеднички како совет и градоначалник да може градинката да продолжи да функционира. Инаку тие се нови вработувања во текот на оваа 2026 година нема да има. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, прва точка од дневниот ред ја ставаме на усвојување. Кој е за? Пет за, воздржани? 4 воздржани. Констатирам дека прва точка од дневниот ред е усвоена. Втора точка, разгледување на барања од физички и правни лица. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, барањата ќе ги гласаме поединечно. Барање 08429/1 е доставено на 4.5.2026 година во износ од 20.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? 20.000 денари. 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03453/1 доставено на 11.5.2026 година со износ од 20.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 08459/1 доставено на 12.5.2026 година во износ од 100.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 08419/1 доставено на 27.4.2026 година во износ од 60.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Трета точка. Измена на годишен план за вработување на општина Росомо за 2026 година. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 5 за, воздржани 4 воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Четврта точка. Предлог програма за измена на програма за обележување на манифестацијата Духовен фест Праскобер 2026 година. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Пета точка. Предлог програма за дополна на програма за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росомо за 2026 година. 5.1. Иницијатива број 12454/1 од 11.5.2026 година за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план со намена Г2.2 лесна фармацевска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалаци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други на катастарска парцела број 1016/1, КП број 1223/2 и КП број 1223/3 КО Паликура. Општина Росомо поднесена од страна на Друштво за производство, трговија и услуги Deep Frozen извоз-увоз Доел Кавадарци. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката 5.1 од дневниот ред е ставена на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема.
Точка 5.2. Иницијатива број 12484/1 од 19.5.2026 година за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изградба на базна станица за мобилна телефонија БТС Сирково и Линска инфраструктура со чинет од пристапен пат среднонапонски 10-20 kV вод и линиски и нисконапонски 0,4 kV вод, како и столбна трафостаница број 1020/0,4 kV потребна за снабдување со електрична енергија на базна станица со намена E18 инфраструктури за пренос на електрична енергија на КП број 2062/1, КП број 2077 и КП број 2404/1, КО Сирково, општина Росман, поднесена од Македонски Телеком АД Скопје. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката 5.2 ја става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Шеста точка. Извештај квартал за финансиско работење на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци број 02-105/2 од 28.4.2026 година. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, шеста точка од дневниот ред е ставена на усвојување. Кој е за? 5 за, воздржани. 4 воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Како седма точка Како седма точка предлог Општински енергетски план 2027 година. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, седма точка од дневниот ред ја ставаме на усвојување. Беше да објаснете, бидејќи да. само за седмица се објаснете. Повели? Почитувам градоначалник, почитувам председавач, почитувани советници. Општински енергетски план е законска обврска од Закон за енергетика за секоја општина. Значи имаме обврска до 15 мај да изготвиме општински енергетски план. Сега целта и намената, да не ги парафразирам, ќе прочитам од планот. Значи, планот има за цел да ја подобри енергетската ефикасност во јавниот сектор, во општинските административни објекти, образовни, културни установи и така натаму. Го намали вкупното трошење на енергија во поврзани со буџетските трошоци на општината, поттикне користење на обновливи извори на енергија, сончева, ветерна, хидроенергија, биомаса и други достапни извори. Придонесе кон намалување на емисиите на стакленички гасови и подобрување на квалитетот на животната средина, создаде основа за планирање, аплицирање и реализација на проекти финансирани од национални и меѓународни фондови и ја зајакне институционалната и техничката способност на општината за управување со енергетски проекти. Она што е битно на планот се изготвува по методологија која што е утврдена од страна на Министерството за економија. И најбитен елемент што овој план мора да се метнат сите иницијативи кои што се однесуваат на изградба на енергетски објекти во општина Росман. Да ви ги дадов списокот. Тоа се 10 иницијативи кои што ги имаме ние на нашето подрачје, кои што мора да бидат вклопени во овој план. Доколку не бидат опфатени со планот и доколку планот не добие одобрение, истите не може да се реализираат. Општината не смее да им издаде дозволи за изградба и така натаму, не е потребна пропратна документација. Ние го изготвивме во рокот, меѓутоа ни го одбија првично, значи не ни го прифати, не ни дадо позитивно мислење на Министерството и ни дадо дополнителен рок од 7 дена да го коригираме до 22. Го стигнавме тој датум, го изготвивме, го пративме, добивме, доставивме, значи известувањето вчера го добивме дека ни е одобрен планот, затоа и касне. Како ваквото што немавме се уште добиено, повратно кога дали ќе не биде одобрен. Затоа и денеска е говорена точка е упацен. Вчера го добивме, мислам дека беше вчера или за вчера. Го добивме дека ни е одобрен планот и имаме законска обврска до 1, односно значи понеделник да
повратно доставиме до Министерството одлуката за изгласување на Советот, енергетскиот план и така натаму. Доставено ви тоа во прилог. Тоа е прилика која е целта на мејата. Планот е обемен, првична верзија беше 130 страни, втората верзија е околу 70 страни и, како што напоменав, клучен момент од планот е се овие иницијативи. Без овој план, овие иницијативи остануваат и веројатно може да не тужат сопствениците и инвеститорите, бидејќи ние како општина не сме им дозволили да го реализираат она што веќе си го испланирали, проектирали и така натаму. Само, да се таму на прашање по тоа место. Дали во овој план, како што служба, имаш енергетска ефикасност, има биомаси. Значи, Дали има тоа фаќа дека се. порокно треба да направи и фабрика за биомаса? Не. Значи, Ако се да овој план, дали ќе влезе и тоа биомаси во централи? Значи, доколку има иницијативи, значи овие се иницијативи. Посебно ќе се ставате, така? Да. Значи, во овој годишен план не може за оваа година друга иницијатива веќе да влезе. За следната година само овие. Значи, надвор од ова ни една иницијатива која што нема да биде дел од овој план не може да се реализира. За следната година, значи овој годишен план, за следната година кои ќе бидат доставени иницијативи, тие може да се реализираат. Значи, без да влезат во планот, ни една иницијатива не може. Тука имаш, не пишува, вас е моќност на електрични соларни панели, така ли? Да, има. Да, тие се, в принцип се постечки, те само надградба или вклучуваат инсталирање на оние за складирање на енергијата, да речеме оние батерии, да. В принцип се мислам дека сите се постоечките. Фабрика за биомаси, затоа јас немам. Не, таква иницијатива немаме до сега и не е дел од планот. Планот и методологијата е утврдена од државата, планот по принцип содржи податоци кои што се статистички, значи колку имаме ние потрошувачка моментална плодност на гориво, на струја, на енергија и така натака, колку јавните објекти трошат и кои се можностите во иднина со инвестирање во фотоволтаици, во панели, така да намалиме. Тоа е планот. Нема ништо посебно, клучен момент е, како што кажав, овие иницијативи, односно планот. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, 7 точка од дневниот ред ја ставаме на усвојување. Кој е за? Шест за, воздржани. Тројца воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Дали некој друг бара збор? Јас само на кратко пред завршување на седницата би сакал да се заблагодарам на советниците кои што дадија поддршка за измена и дополнување на буџетот на општина Росова за 2026, на тие што гласаа за и за тие што биле воздржани или против. Чисто да ги известам и граѓаните дека со измената на буџетот се обезбедуваат средства за реконструкција на фасадата на општинската зграда, реконструкција на улици со бетон, поплачување на улиците, реконструкцијата на влезовите во Росома, наспорти ресторанот кај Жика и наспорти пазарот, реконструкцијата на паркови, реконструкцијата на урбаната опрема на парковите, особено на улицата Гоце Делчев, изградба на нови паркови на улицата Цандо Кузманов, реконструкцијата на паркот во старото школо на улица Пере Тошев. Воедно се обезбедени зголемување на средства за јавното комунално предпријатие во износот на 400.000 денара. Ќе се реконструират и полските патишта, ќе се уреди влезот во Трстени кај споменикот. Исто така има обезбедено и средства за набавка на нови контейнери и исто така и ќе се исплатат оние трошоци кои на адвокатски услуги кои што ги спомнаме и воедно да искористам оваа прилика да ги поканам сите граѓани престојниот викенд и сите граѓани на околните општини да присуствуваат на нашата манифестација Духовден Прасковер, да си поминеме убаво овие 3 дена, имаме гости од Србија, Турција, Романија, така да очекувам прекрасен настав. Ви благодарам на сите. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, со ова го исцрпивме дневниот ред. Ви благодарам на присутност.